Нема интерес за градење во Велес. Ова го покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Во најновото соопштение за бројот на издадени градежни дозволи во март, статистичарите напишале дека во општина Велес нема издадено ниту едно одобрение за градба. Немањето интерес за градба не е само во Велес, ниту соседните општини не постапувале по барање за градежна дозвола. Статистиката на Државниот завод покажува дека во Чашка, Лозово и Градско не се издадени дозволи за градење. За разлика од март, во првите 2 месеца од годината имало интерес, поголем бил во јануари. Тогаш во Велес се издадени вкупно 7 одобренија за градење, од кои 3 ги добиле физички лица, а 4 се дозволи за градење објекти кои ги побарале фирми. Во февруари пак се издадени вкупно 4 градежни дозволи. Извештајот на Државниот завод за статистика покажува дека и во месец февруари поголем дел од одобренијата ги добиле деловни субјекти. Инаку Државниот завод за статистика месечно објавува податоци за бројот на издадени одобренија за градење за сите општини во државата. Седумнаесет автори се во трка за наградата Рациново признание. Толку прозни дела пристигнале на конкурсот за оваа литературна награда што се доделува на Рациновите средби. Организаторите на културната манифестација велат дека пристигнатите прозни дела ќе ги разгледува стручната жири комисија. Добитникот на Рациновото признание ќе го објави на 6 јуни. Тие согласно правилникот за доделување на наградата и согласно правилникот за работа на стручната жири комисија ќе треба да направат селекција во 2 круга. Во првата селекција ќе влезат 5 дела кои што согласно естетичката профилација на наградата се прозни дела кои се иновација во форма, структура и содржина, а од нив во вториот круг на селекција ќе бидат избрани 2 финалисти, меѓу кои што по принцип на едногласно гласање или со консензус ќе биде практично избран годинишниот добитник на оваа престижна награда. Од минатата година на Рациновите средби е востановена и нова награда која го носи името Антологија на болката. Право да учествуваат на конкурсот имаат необјавувани автори кои пишуваат поезија. За оваа награда, која всушност е издавање на збирката поезија со која конкурираат, пристигнале 18 ракописи. По нивното разгледување, жири комисијата одлучила да прифати дела од 13 автори. Согласно стручното мислење на жири комисијата и истражувањето кое што го направи, од вкупно пристигнатите 18 стихозбирки, 5 од нив не ги исполнуваат условите на конкурсот, затоа што станува збор за автори кои досега веќе објавиле книги, односно за недебитантски поетски ракописи. Инаку во тек е конкурсот за наградата Напиши љубов во 140 карактери. Таа е наменета за корисниците на социјалната мрежа Twitter. Целта на конкурсот е поттикнување на креативноста, ширењето љубов, промоција и афирмација на љубовната поезија на Рацин на официјалниот Twitter профил на манифестацијата. Инаку годинешните Рацинови средби ќе се одржат на 9 и 10 јуни. Тогаш ќе се доделат и наградите од литературните конкурси. Во локалната библиотека пред љубителите на пишаниот збор денеска се промовираше делото Година без лето. Автор на стихозбирката е Виолета Танчева Златева, чиј поетски јазик е еден од највпечатливите и најзрелите во современиот тек на македонската поезија. Со своите песни авторката поттикнува неколкукратни читателски навраќања за поетските визии, слики и промисли. Јас можеби не сум премногу експлицитно актуелен и ангажиран автор. Повеќе пишувам за она што мене ме допира, меѓутоа нормално е дека не можам да избегам од актуелноста што ја живееме. Можеби на малку поинаков начин само ги кажувам работите и поезијата си ја доживувам како еден вид своевиден дневник. Значи, она што ми се случува е всушност она што му се случува и на секој човек во Македонија. И од тој аспект стиховите всушност не се посветени никому конкретно, меѓутоа на сите што ја живееме оваа реалност. Година без лето е дело за кое минатата година Танчева Златева ја доби наградата Браќа Миладиновци. Наградата се доделува на најдобра стихозбирка на македонски јазик, објавена помеѓу 2 изданија на Струшките вечери на поезијата. Со своето дело, според познавачите, авторката недвосмислено покажува дека е поет во вистинска смисла на зборот. Книгата е конципирана
како еден поетски календар временски кој што треба да делува онака како што авторот го замислил, таа една годишна димензија, една циклика може да се каже, на она што се го создава тој поетски круг за оформување на една поетска целина. Таа е книга љубовна, таа е книга со рефлексии, таа е книга која што има и некоја социјални елементи, меѓутоа не оние традиционалните социјални елементи кои што се компонирани во едно ново битие. Таа е книга која што донесува нови содржини. Издавач на стихозбирката Година без лето е издавачката Куќа 3.